Добар ден, ученици! Јас сум Васко Ристевски, наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Славко Лумбарковски во Новаци. Денешната видео лекција, поточно наставна единица, е вежби во седечка и стоечка положба за учениците од 9-то одделение. Прва вежба во седечка положба, нозете се широко расширени пред телото, со двете раце ги дофаќаме прстите од едната нога, при што задржуваме неколку секунди, а потоа преминуваме и кон другата нога. При изведувањето на вежбата, настојуваме колената да бидат прави. Исто така од оваа положба, со двете раце ги фаќаме прстите од двете нозе, задржуваме и се враќаме во почетна положба. Втората вежба е од така наречен турски сет, двете стапала се споени, со рацете се држиме за скочните зглобови, додека со лактите притискаме кон долу на внатрешниот дел од колената. Вежбата ја повторуваме од 5 до 8 пати. Вежба број 3, од седечка положба, рацете се позади телото, нозете се испружени пред телото и споени, при што со нозете се движиме кон напред и кон назад. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Следна вежба, од седечка положба, рацете позади телото, левата нога ја префрламе преку десното колено, а потоа и телото преку свиената нога. Задржуваме во оваа положба неколку секунди, па правиме промена на ногата. Погледот е насочен кон назад. Вежбата служи за истегнување на грбната мускулатура. Ја повторуваме по 5 пати во страна. Следна вежба од седечка положба на колена, се правиме пред кон напред, ги спружуваме рацете, при што настојуваме да ја истегнеме убаво грбната мускулатура. Во оваа положба се задржуваме неколку секунди. Вежбата ја повторуваме 2 до 3 пати. Во вежбите од седечка положба, следната вежба е вежба на шведски сандак, рацете се поставени позади телото, нозете се испружени пред телото во зглобот на коленото и во скочниот зглоб и неизменично ги движиме горе и долу. Оваа вежба ја изведуваме со 10 повторувања. Од оваа положба, исто така, неизменично, двете нозе кои се испружени пред телото ги подигнуваме и ги враќаме во почетна положба. Вежбата служи за јакнење на стомачната мускулатура, а ја повторуваме 10 пати. Исто така од шведски сандак вежба, седнуваме на шведскиот сандак, рацете се во одручување, правиме со расширени раце, засук во лево и засук во десно, по 5 пати во страна, а потоа правиме засук, односно одручување само со едната рака, додека другата рака ја поставуваме на градите. Преминуваме кон вежбите од стоечка положба. Рацете се покрај телото, нозете се во малрачекорен став, правиме кружни движења со рамениците кон назад, а потоа правиме кружни движења со рамениците кон напред. Оваа вежба ја повторуваме 5 пати кон напред и 5 пати кон назад. Следната вежба е од исправен став во стоечка положба, нозете се во малрачекорен став, рацете се во одручување, при што правиме кружни движења одгоре кон долу во зглобот на лактот. После тоа следи кружни движења со рацете кон горе. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Вежба од стоечка положба, спетен став, правиме кружни движења од горе надолу со подигнување на прсти и исправени колена. Потоа вежбата ја продолжуваме со кружни движења од горе надолу, при што се подигнуваме исто така на прстите од нозете. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Од оваа положба, следна вежба е рацете се во придручување, ги спојуваме прстите од рацете и правиме кружни движења во зглобот на шаката. Вежбата служи за загревање на шаката, на зглобовите од рацете. Следната вежба е со движење на рацете, односно шаките, кон горе и долу. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Од вежбите во стоечка положба можеме да користиме исто така реквизити,
Во случајов гумено јаже, значи од стоечка положба, исправен став, нозете се во спетен став, со рацете го затегнуваме јажето и тоа неизменично. Една со едната рака, една со другата рака, при што вежбата ја повторуваме по 5 пати за секоја рака. Следна вежба е со примена на дрвена палка, од исправен став, со спетен став на нозете, рацете се во заручување, со помош на дрвената палка се подигнуваме на прсти, а исто време и рацете ги подигнуваме. Вежбата ја повторуваме 10 повторувања. Следната вежба од стоечка положба со поширок рачекорен став правиме 5 кружни движења во едната страна и 5 кружни движења во другата страна. Целта при предклонот, целта е да ја допреме подлогата, а додека кога сме во исправен став, правиме мал заклон на телото кон назад. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Следна вежба во стоечка положба, со рацете се поставени на колковите и правиме поскоци со левата и десната нога. Вежбата е за јакнење и загревање на ножната мускулатура. Следна вежба од стоечка положба е истегнување на мускулите од задната ложа на нозете, при што правиме исчекор во страна и ги повлекуваме прстите кон телото. Исто така, оваа вежба можеме да ја изведуваме со ичекор од страна, меѓутоа сега коленото е свиено во зглобот на ногата која што не е ичекорена е свиено. Ова вежба ја повторуваме по 5 пати во страна. Следна вежба за истегнување на мускулите од предната ложа на нозете е со ичекор со едната нога, двете раце се поставени на коленото, телото исправено и правиме мали движења кон долу. Прво изведуваме вежбата на цело стапало, а потоа на горниот дел од стапалото. Ви благодарам за вниманието, се надевам дека се запознавте со нови интересни вежби, се гледаме следниот час. Довидување.